Некој надпревар од тој период? Па не можам сега да се вака надпревари. Многу надпревари имаше, многу. Некој интересен, вака како со гостивар, па... Па, ова, имавме утакмица една во Кочани, со Осогово, и са 0-0 вадиме утакмица, 0-0, ја па најдобар на терен, овие од позади ќе ме тепаат кочанчани, маваат со шишиња, со све, пушти. И стеравме ние 0-0. И имав другари, ани цела Македонија и денеска другарите спортски ми се другари. Кај додам, ја имам 2 дена да седам и да спијам. Останав тамо 2 дена. И овие од дома викат, да не си наплати, вика, требаше да тепаме ние, вика, ти, па викам, ја гол не примив. Ја гол не примив. А тоа што не дале, што да правам, викам, јас. И тие работи така. Инаку, друштвото како беше тогаш, еве, бидејќи ти беше во клубови кои беа познати токму по тоа дружење, другарство, фудбалерите меѓу себе, па и денеска се собира, се дружат, се подсетуваат на тие времиња. Поминав клубови, али како клубот што беше Балкан дружба, тоа не може да се повтори. Тоа ја мислам дека неповторливо. Тоа беше чудо. И денеска се собираме, све што е живо доаѓа, Сетинов, Велков, Цонка, сега е Цонка, без една нога е, со патерица, ни доваѓа, да се дружиме, да си помагаме еден со друг што треба. За жал во другите клубови тоа го нема. Ние од тренинг, од автокоманда, од тренинг. Тоа ме интересира. Ќе отидевме во Пелистер. Во Пелистер. Животот. Таму беше спортскиот живот во Пелистер. Фудбалерите. Пелистер беше таму вардарци, таму сите беа. И ние кои отидевме, ние 4 маси ги спајавме. 4 маси. Денеска за жал една маса, 2 седат. Нема ни 4. Тоа е трагедија. Ја го кажувам секаде тоа. Тоа што беше другарство, више го нема. Денеска е дали парата го расипува човекот. Ние тоа што не бевме за пари. Ние од љубов, од срце дававме све од себе. Све од себе. Денеска тоа го нема. Според тебе, кој период вака најмногу ти остана во сеќавање од твојата голманска кариера? Бидејќи имаше периоди, почетоците, Индустријалец, па МИК, па онаа незгода во Тиквеш, па враќање овде, па Балкан, па Скопје и така. Кој период сметаш дека од твојата кариера вака беше најуспешен, најплоден и од кој период, од кои години голмански си вака најзадоволен? Јас почнав на 16 и пол години. Почнав да бранам ише, да влагам во првата екипа. Добар резултат имавме, ќе влезам јас. Супер, продолжава. Пак другата утакмица, пак добар резултат, пак ќе влезеш. Сепак, пак ќе го спомнам, Лазо беше легенда и останува легенда фудбалска. Него го бараше ОФК Белград. Он не отиде, не го пуштија нашите тука. Го манипулира. Торбаков требаше да оди во исто и он во ОФК Белград. Сантрач, Скоблар, Торбаков. Јас сум задоволен од периодот и во Скопје, кога си бев ик тогаш, почетокот на Индустријалец. И задоволен сум и од периодот во Балкан. Балкан исто поминав многу убави моменти, не можам да ги заборавам. Тие се, другите беа све кратки така. Тогаш, што значеше да бидеш фудбалер финансиски? Беше обезбеден преку фудбалот, можеше да се живее или не? Добро, не беше лошо, не е како сега, ама што се викаше можеше, така. Доаѓаше по некоја паричка, така да имаш комотен живот. Да, точно така. Тоа е тоа што да правиме. Инаку вака, кога би се вратил на тие години, 5-16, да, повторно би тргнал по истиот фудбалски пат? Сега, видите да ви кажам, во периодот кога имав јас негде 20 години, бев повикан од матицата на иселеници, бев повикан и во Шведска да одам, и во Австралија да одам, како што отидоа многу наши, покоен Козлина Андоновски, наш играч
отиде па се врати, Балканов отиде па се врати. И Канада ме вика, ама ја не отидов. Не можев да се одвојам, сепак имав некоја несигурност, не знам зошто како. Имав страф некоја, кај се ќе одам, Австралија ќе одам, или Канада ќе одам. Па отидоа доста играчи, некои остана, еве, да. Златен Настевски уште е во Австралија, а Уште вика- најголема кариера направи Жарко Оџаков, што Оџаков, отиде во точно Австралија и така, стана точно. репрезентативец Па отиде и играше овој за повеќе клубови, таму остави еден навистина печат во австралискиот фудбал. Точно така. Особено од тие ме бара, и странските мене ме фудбалери. бара преку матица, не отидов, не го искористив тој момент. За жал. Сега ова што ме прашале вие, сега да се вратам би одел. Ама сега тоа други времења се. Не И оставиш родители, тогаш не оставиш друштво. младоста како минуваше со спортување, дружење, гимназија, Големо дружење. Ти Јас каде учеше во учев ја во Цветан Димов, машка гимназија? Машка гимназија Цветан Димов. Пред мене неколку генерации и Ширилов тамо беше, Дојчиновски тамо беше. Па знам дека и ти беше тамо. Па кои други тамо? Имаше и глумците наши. А пред беа. тоа таму беа Часлав Божиновски, Часлав Зоран Божиновски. Божиновски, Сега таму видите. беше и Александар Књазев. Александар Књазев. Ацика, Денеска сме исто познатиот пријатели со Александар кошаркар и Књазев. тренер. Да. Син ми, ја имам син, тој продолжи со кошарка, не отиде во фудбалот, отиде во кошарката, па играше. Сашо Панов беше еден Сашо од Панов, најсестраните да, спортисти точно во така, Македонија. скијачот, без една Да, скијач, шака, тенисер, пинг-понгар. без една шака. Да. Спортска, ние бевме спортска гимназија. Ама имаше и луѓе од уметноста. Имаше и од уметноста. Зоран Георгиев, Да, Зафир Хаджиманов, Зафир Хаджиманов, со Коле Широ, Ангеловски, Коле Ангеловски, Дади. глумецот Дади, па, Дади беше една генерација пред мене ние. До вчера бевме другари додека не го зема Господ. Слушај, ќе ти кажам и нешто друго. Покрај тоа што излегоа луѓе за кои можам да кажам дека се легенди во македонското живење, дали во спортот, културата, таа гимназија го заслужува епитетот да ја наречеме легендарна. Точно. Навистина така. Јас сум за тоа. И ќе дадам подршка ако нешто има некоја иницијатива за тоа, јас ќе дадам подршка моја. Таму беше, имавме легендарни професори. Перо Младеновиќ. Математика. Математика, тоа беше легенда од човек. Легенда од човек и не можеше никој да му се наљути ако му стави единица или двојка. Нема, тоа е реалност. Готово. Ама знаеш и да предава и да не знаеш Па имавме математика да. за да добиеш оценка за да победиш. Па Ѓурчиновска имавме филозофија. Па имавме на овој сега што е на пензионерите главниот борецот, како се вика, жена му исто предаваше историја, па тоа беа прекрасни професорки. Попилија физика. Во гимназијата имаше и После имаше еден да превари. по ракомет беше и тренер Ице Димов. Ице Димов. Нема тоа. Ице Димов беше еден од првите македонски сојузни судии. Точно така, да. Димов Тоа беше све- познат тоа во све- ракометниот тоа све беа свет и легенди. долго време остана Све легенди беа тоа. во ракометот. Да. Така што па по физичко уште еден професор имаше Поп Тодоров. Поп Тодоров. Сега за него еве момент е да кажам дека тој пак пред Втората светска војна, бидејќи дојде од тие бугарските простори, настапуваше за репрезентацијата на Бугарија во одбојка. Така. Имавме екипи. Па тука учеше и Раде Стојановиќ, исто голман од металец. Три бисера газдата на Па најдов некои документи, таму на Info Eurofootball ги има и во некои вестници од колеги од Бугарија. 5 наши фудбалери македонски играле за репрезентацијата на Бугарија во текот на Втората светска војна и тоа на 2 надпревара, еден против Хрватска во Загреб и вториот против Германија во Софија, а селектор на Германија Сеп Хербергер. Можеш да замислиш, а во тимот на
бугарите најдобар впечаток остава според пишувањето на весниците Джина Симоновски. Джина Симоновски беше легенда, сите го посакуваат тогаш. И од тогаш, откако играше за Македонија, тие го бараа во Бугарија, не отиде. Отиде по Втората светска војна да игра за Партизан Белград, таму остана и беше репрезентативец, а еден од ретките што играше за репрезентацијата и на поранешна Југославија, мислам, пред она Втора светска војна, па продолжи и по Втората светска војна, па така на некој начин е историска фудбалска личност, би рекол. Балканска. Ги имаме тие личности и добро е вака да се подсетиме во овие емисии. Тебе кој ти беше идол од голманите? Шошкич. Јас сум партизановец. Затоа, а Беара? Бев. Па, Шошкич за мене беше легенда. А од светските голмани? Од Јашин. Лав Јашин. Лав Јашин беше. Зарад името, Лав, како Лав или пак? Лав Јашин беше. Имаше добри голмани, еве се сеќаваме на Замора. Добро, и Шкорич беше исто у Загреб, Динамо. Планичка. Така да. За поранешна Чехословачка, висок голмани. Тоа е. Али за мене беше Шошкич. Гилмар, исто бразилецот, ама тој се губеше покрај оние имења Пеле, Диди, Ваба, Гаринча, па малку. Гилмар беше исто. Браќата Сантос, па малку го споменува. Многу, види. Ја мислам дека денеска сме уназадени со фудбалот. Ја така мислам, моје мислење. Зошто мислиш така? Она беше фудбал за мене тогаш. Ова е сега некако, што знам, али тоа беше стварно фудбал. Да го сомера, да го гледаш, па да те издрибла, па меѓу ноги да ти протне нашиот Балканов, Зигоманов, тоа беа шоумени. Шоумени беа. После играта беше преку крило, лево или десно, центар шутеви, центар, гол. Сега некако други техники, други... Па каде е публиката? Публиката каде е? Па ова публика сега што доаѓа на дерби, македонско дерби, публиката што доаѓа, е помала во бројка на тренинг што доаѓа на Вардар да го гледа. На тренинг. Немој сега да ги навредуваш тие луѓе што доаѓа на тренинг. Доаѓа по 1500-2000 луѓе, а сега на дерби има по 150-200. Па тоа зборам. И затоа не треба споредно да се прави. Затоа зборам, значи нешто не е вред со фудбалот. Па ајде, што не е во ред? Дали да се врати истиот? Истиот фудбал не може да се врати. Не, истиот фудбал не се враќа. Не се врати, оди напред таму, имаме стручњаци фудбалски. Тактики тамо, 4-4-2, 3-5-1. Да, некои нови. И не знам колку нови тактики. Тактики, техники. А вас што ви вика пред натпревар? Играј, кој што знаеш. Готово, ја почнувам од бекот халфот, тап, на крилото центар форот, гол. Торбаков гол. Или фаул, од 3, 1 гол, 2 дава. Тоа беше фудбалот. И како топката брзо се пренесуваше или имаше и шема? Ама имаше и шема, меѓу ногите му протне, публика ќе викне, па тоа беше фудбал, тоа беше за публика, за све. Затоа и беше публиката присутна. Чека Мирко Илиевски во Вардар по десна страна да тргне, не знаеш кај ќе тргне. Мирко Илиевски, легендата наша исто. За голманите рековме, од фудбалерите, од играчите, кој вака... Па... За Шошкич си кажа за голманите. А од фудбалери пак некој од Партизан или може би Звезда, Џајич или... Потом Џајич беше, да, точно така, Џајич. Ама пак за Партизан си навиеш. Галич Ковачевич. Чекав да го споменам. Сега, за некој не сум бил Пирмер, сега. Мене не ми се спидал Пирмер у однос на Џајич или новој, али Галич, тие, добро, си бил навивач за нив. Јусуфи стандарден. Јусуфи, тука ти е бекот. Дамјановиќ, Рашовиќ, Васовиќ, тоа биле. Играчи што Јас сум одел дерби да гледам утакмици, дерби. Првиот од дерби на Маракана го гледав со Звезда. Со Звезда го гледав. А тогаш раката баш му беше у гипс на Шошкич, не бранеше Шошкич, бранеше друг еден Џукич, така. И ја изгубивме таа утакмица, Звезда тепаше, али сакам да кажам, ја сум одел дерби да гледам утакмици.
па со Динамо, па со ова, па со она. Добро. А за да не збориме за Ниш. Вардар Ниш, кој играл различки, обавезно тамо сме биле. Со мојот покоен Да, татко. колонија, автомобили, Со мојот автобуси. покоен татко, он беше голем навивач на Вардар, он тренинг не пропушташе, а камоли утакмица. Легенда. Тие надпревари секогаш беа дерби, На затоа оној- што на оној- решава или На Раднички или оној Вардар. надпревар што ви Коли- го кажував пред тоа првијата утакмица со графичар, публика вака и татко ми шета околу игралиштето. Ја бранам и овие и некој ќе рече, "Не, абе кај го најдоа вика ова голманче, вика бе прекрасно", некој ќе каже. И овој, "Абе син ми е", вика бе, "син ми е". Оди, вика Силвија. Син ми е, вика. А иначе немаше кој во автокоманда и од спортот што не го знае мојот татко. Добро. Еве, тоа беше твојата фудбалска кариера, сеќавања на тие моменти. После во клубот во Скопје станав секретар на клубот, кога дојде Јович. Овој брат почина он на Гоце брат му. На Зоран не Јович. На Јовчев? На Јовчев. Да, На Јовчев голманот Чичко му. да. Дојде кај нас, беше председател на клубот. Ја бев секретар, па подпредседател бев. Тогаш едно време, мал период беа Палич, Торбаков и Кирка, трио, како стручен штаб. Да. Ама брзо се откажаа. Нешто. Кирка си отиде вамо тамо. Ја му викав на Палич покојни. Обостани ти да бидеш? Не, си одам и дојдоа други. Кажи ми сега, Боде, Боде, така. еве Боде, Боде. Ја Јас сум подсети спортско мене име дека Боде. така те викавме на времето, така. од семејство. Што имаш? Од семејство имам син, 30 години. Иначе он заврши во Корчагин и играше кошарка. Почна со Књазев и од пионери почна во школото Лапе, аеродром, тамо го носев секој ден на тренинг. И после, кога дојде више гимназија, се префали во Работнички. Во Работнички, тамо играше за втора екипа играше. Кога дојде заврши гимназија, ајде кај ќе се запишуваш? Па ја ќе одам спорт, ама ќе одам века у Софија. Абе чекај, да јас зборев овека со овие моите наши пријатели. Вика, додуша тогаш ми рекоа неколку, вика, Боде, овде не. Више овој факултет не е факултет. Ова е, вика, сега бизнис. Бизнис е, вика, не е факултет. И отиде во Софија. Во Софија го примија. И како државен ученик од Македонија, имаше и таква клаузула и ги примија. Им дадоа и стипендија све. Тамо заврши факултет, играше тамо за прва лига кошарка за Бугарија. И го викаа да остане тамо да биде асистент. Просек 9,60. Значи добро студент. Диплома што овека и денеска ја нема таква диплома во нашиот факултет. Он има професор по спорт, плюс има специјалност кошарка, а овдека треба да учуваш до ово паралелно. И плюс спортски менеджмент. Се определува и плюс и спортски менеджмент. Таква диплома има. Сектори. Таква диплома има. Заврши тамо 2009 заврши и дојде овека, МЗТ беше во распад. Се сеќавате вие, готово утре почнува првенство. Да. МЗТ не игра, нема струја, нема вода, нема ништо. И? Нема ништо во сала. И одеднаш, ја бев тамо со Књазев, доаѓа директорот на сега на ЕВН од Австрија. Доаѓа да види каква е ситуација, да гледа и го носиме ние во канцеларија и он гледа Реал, Мадрид, ово, оне. А вика Дебек, вика, шо вика Реал? Да, Реал сме го тепали. Па Реал тука беше победен. Реал сме го победили, но вика, како бе? Тап телефонот, пуштите струја. Пуштите струја. Се пушти струја, се пушти вода и публиката донесе... Заживеа клубот и тргна. И публиката донесе, му отиде на градоначалникот, му рече, слушај, или одиси, или клубот ако не постои, ти одиси. Или ти ќе бидеш тука со клубот, или одиси ти. Нас ти треба клубот. И така битна, и седми играше, таа сезона играа за прва, направија, и еве ги денеска МЗТ, кај се обстана благодарејќи на таа екипа. Да.
Со Костовски, Добро. со овој, со оно, со тие. Значи, синот по стапките на таткото, но не во фудбалот, туку И сега е во професор кошарката. во средно училиште Михајло Пупин, бившо коцеметалец. Тамо е професор по спорт. И ги тренира дечињата Да. кошарка, Да. сигурно. Ете, Тамо и да. учесуваат на тие Точно, училишни Точно така. спортски игри, Спортски мали игри, олимписки игри, како ги викаме. Битно е во спортот. Да. Па вака, според кажувањето, имаше интересен фудбалски век, би рекол. Прошета по неколку клубови, стекна доста пријатели, Пријатели кои многу. ден Тоа е денеска најголемото ти се, и тоа богатство, најголемото богатство е тоа. Тоа го Што има велиме многу секогаш, најголемо богатство, на другото минува, остануваат сеќавањата, ама другарите кои ќе се Еве во најдат, Охрид, Арнаудов, повторно Ламбер се Арнаудов, дружат. се дружиме и ден денеска, Николовски покојни, други фудбалери, низ цела Македонија. Каде не, каде да одам, вратата ми е отворена. Добро, Воде. Еве, те представивме на нашите гледачи, ти Јас ми благодарам. си еден од Поздрав тие до сите мои што беа во минатото така голмани за кои што се зборуваше. Тоа е тоа се. Колку било во тоа време на место кај што сум бил, повеќе со легендата Лазов, покрај него, не можеш да го направиш. Можеш да научиш многу, али да бидеш прв голман, нема шанс. Тешко. Нема шанс. Добро. За гледачите да кажам дека тоа беше Слободан Павловски Боде, поранешен голман во неколку клубови во нашата држава.